Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Денеска во Струга одново по трет пат започна судскиот процес за родилката од Дебар. Состојбата со одлагање отпад во езерото е загрижувачка, алармираат нуркачите. Граѓаните да бидат вклучени во целиот процес на одлучување за иднината на просторот од поранешна касарна, апелираат архитектите од Архрид. Превентивни активности на МВР во училиштата против употреба на петарди. Државно првенство во шах за основни училишта во Охрид. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 7 степени Целзиусови. Во сабота во северна, североисточна и источна Европа ќе има услови за врнежи од снег и постудено време, а во северозападните и централните предели ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Локално во централните и источните предели се услови за слаб дожд. Максималните температури ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени. Во Македонија во сабота по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -5 до 1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на дневните температури. Ќе дува засилен југозападен и западен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 14 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во следните денови ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло. Минималната температура од 2, односно 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 11 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземљување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со нов судија и обвинител, по трет пат одново започнува судскиот процес за родилката од Дебар, која при породување во Струшката болница остана без 3 органи. Обвинетите лекари гинеколози повторно се изјаснија за невини, а оштетената по трет пат ја раскажа голготата низ која минала. По трет пат со нов судија и обвинител во Струшкиот суд одново започна судскиот процес за родилката од Дебар, Гилда Свеаповска, на која во август во 2020 година при породување во Струшката болница и беа извадени 3 органи, матка, бубрек и јајници. На главната расправа тројцата лекари гинеколози, обвинети за тешки дела против здравјето на луѓето, повторно кажаа дека не се чувствуваат виновни, а оштетената по трет пат раскажа за голготата. Вели, иако одминува времето, не се откажува од правдата. По трет пат давање исказ и враќање на тоа што ми се случи и тие денови во таа кобна болница во Струга, се повеќе и повеќе мислам дека ми го скратува животот и се повеќе сум изнемоштена од овие настани, наместо да дојди правдата и докторите да се добијат казната што ја заслужуваат, се доведувам до постапка јас да бидам да кажувам тоа, ни сето тоа што го имам поминато. Веаповска кажа дека имала добра здравствена состојба, немала никакви здравствени проблеми. Состојбата ѝ се влошила после породувањето, но одбраната и оштетената имаат диаметрално спротивни вештачења. Главното прашање е кој, како и зошто ги изведел органите. Што е битно дали била или не била во кома? Битно е имала органи во себе, после царскиот арест немала органи во себе, а никаде не постои па ниту налик на медицинска историја за било каков проблем, патолошки или физиопатолошки. Според обвинението, тројцата лекари Мухамед Асани, неговиот син Блертон и докторката Лилјана Јовановска при укажување лекарска помош примениле неподобно средство и начин на лекување, со што предизвикале влошување на здравствената состојба на родилката. Следното судско рочиште е закажано за 26 февруари идната година.
Архрид ги сподели своите гледишта за студијата за касарна. Оваа студија е прв чекор и во иднина ќе подлежи на гласање на Советот на општина Охрид и доколку се усвои, ќе биде база за идниот детален урбанистички план, а со тоа ќе се запечати судбината на овој простор за генерациите што следат. Велат од Архрид и повикуваат на поголема вклученост на граѓаните за ова значајно зелено парче на градот. Стручниот архитектонско-урбанистички колектив Архрид ги сподели со јавноста своите согледувања за физибилити студијата за развој на касарна Охрид во технолошко-рекреативна зона, за која што неодамна се одржа јавна расправа. Од Архрид изразуваат пофалба за иницијативата за развој на просторот на поранешната касарна во насока на бенефит за заедницата. Сметаат дека точките во студијата кои предвидуваат отворање на работни места, економски раст, урбана ревитализација се позитивни аспекти кои би воделе кон прогрес како на зоната, така и на градот. Уште еден позитивен аспект кој се обработува во студијата според нив е зеленилото како екстремно значаен еколошки урбан елемент во рамки на разгледуваниот простор. Покрај ова, мислиме дека клучен дел за успех на овој процес е потребата за конкретизирање на програмските барања и јасно поставување на визијата, за да може да знаеме за што точно говориме. Овој пристап на давање премногу општи препораки во студијата не носи на размислување во насока на тоа дека се остава голем простор за маневар на крајната одлука, која, како што беше напоменато на самиот настан на јавната расправа за студијата, ќе биде политичка одлука. Како и досега, од време на време гледаме сегментирано исполнување на просторот кој е многу арбитрарно, со многу функции кои случајно се нашле тука, а не биле дел од некаков првичен план, посочуваат од Архрид. Според нив на студијата и фалат референци користени за неа, опис на фотографии, визуелизации, а исто така и транспарентност во однос на тимот на експерти кои ја изработиле студијата, бидејќи таа е објавена без автор. Додаваат дека задолжително би требало да се консултираат граѓаните преку анкета која во студијата изостанува. Велат дека во студијата исто така може да се видат доста бројки и податоци кои не подлежат на некаква фактичка состојба, туку се арбитрарни, додека некои од програмите кои моментално функционираат не биле воопшто спомнати во студијата, како Младинскиот центар Охрид. Во однос на деталниот урбанистички план кој треба да биде донесен, Архрид повикува на транспарентен процес и согледување на можните следни чекори во овој процес. Посочуваат дека за развој на вакви слични особено значајни и пространи сегменти од градот се спроведуваат квалитетно организирани меѓународни конкурси. Особено битен момент при спремање конкурс е однапред зададена програма на која би се засновале трудовите, носејќи низа на опции надпревар на идеи до конечно оптимално решение за просторот, посочуваат од Архрид. Оттаму повикуваат на поголема вклученост на граѓаните за ова значајно зелено парче на градот. Овој процес на крајот на денот ќе биде многу долг и ќе следат уште неколку чекори како доставување на финална верзија на студијата, нејзино изгласување и потврдување од советниците на општината, потоа доставување предлог детален урбанистички план и анкети за истиот, се до финално изгласување на истиот, кога веќе ќе биде доцна за понатамошна интервенција. Одлуката која сега или во блиска иднина ќе се донесе, ќе има долгогодишни, ако не и повеќе вековни импликации на урбаниот тек на градот, порачуваат архитектите. Министерството за образование и наука донесе одлука со која рокот за аплицирање за финансиска помош за учениците се продолжува до 25 декември, односно заклучно со понеделник. Поради краткиот рок кој беше даден во повикот, се создадоа гужви во институциите кои издаваат документи потребни за аплицирање. Од Монпак велат дека ваквиот чекор се презема поради големиот интерес за мерката, а додаваат и дека надлежните служби при Министерството за образование и наука се во постојана комуникација со потенцијалните апликанти кои имаат потреба од поддршка во процесот на аплицирање. Финансиската помош е за основци и средношколци, чии вкупни домашни месечни примања не надминуваат 50.000 денари. Повикот ќе биде објавуван секој месец за оние кои не се пријавиле претходно, а оние кои ја добиле финансиската помош секој месец ќе мора да ги доставуваат документите во училиштата за да се продолжи правото на користење на финансиската поддршка. Само затоа што отпадот на дното на езерото не се гледа од брегот, некои несовесни граѓани сметаат дека Охридското езеро е погодно да биде депонија. Со децении се зборува за подигнување на еколошката свест на населението, а сепак нуркачите при секоја акција од дното на езерото вадат кубици најразличен отпад. Состојбата е загрижувачка, алармираат нуркачите.
Шпорети, машини за перење, градежен шут по куќнина и други видови отпад редовно отстрануваат нуркачите од дното на Охридското езеро. Клубот за подводни дејности Охрид постои 3 децении, од кои повеќе од 20 години спроведуваат акции за чистење на езерото од се она што несовесните граѓани го фрлаат во езерските води. Проблемот не се намалува, напротив, состојбата е загрижувачка, вели председателот на клубот Горан Балевски. Ние секоја година работиме на чистење на дното од Охридското езеро, меѓутоа состојбата е стварно алармантна и то морам да напоменам дека е алармантна и во деловите од езерото кои сметавме дека се чисти, тоа се деловите пред Трпејца, Градиште, автокампот Љубаништа, Пештани, значи онај дел кај што рачунаме дека е почист. Да не зборувам за состојбата на Охридското езеро пред градското пристаниште и пред приобалниот дел пред населбите Варош. Тука е стварно катастрофално. Нуркачите посочуваат дека неопходна е едукација на населението во целиот Охридски регион, не само на жителите на крајбрежјето, со цел да се влијае на подигнување на свеста за чување на Охридското езеро. Потребно е системско решение за управување со отпадот, но и воведување на поригорозни контроли и построга казнена политика. Еколошката свест е се уште на многу ниско ниво, или ако не се преземе некој радикален чекор или институциите не презема радикален, ние и 50 нуркачи да влеземе и 500 нуркачи ние ќе извадиме, меѓутоа ако некој фрла, тоа не може да се поправи. Да ги спомнам изворите Свети Наум и колку да ни изгледаат чисти. Лани имавме една акција во изворите, дури и таму ќе се најдат остатоци шишиња, стакла и други работи. Значи, нон-стоп се чисти, нон-стоп некако истиот проблем го имаме секоја година. Покрај отпадот од кој несовесните граѓани се ослободуваат фрлајки го директно во езерото, големи количини на ѓубре натрупано по коритата по текот на реките Сатеска, Грашница, Коселска, како и Черава, која тече низ Албанија и се влева кај Љубанишко поле, завршуваат во Охридското езеро. Нуркачите го поздравуваат започнатиот процес на поставување на пловни препреки на реките од Охридскиот слив. Нуркачите посочуваат дека треба да се расчисти крабрежјето и од металните столбови и конструкции кои што останаа по отстранувањето на дивите платформи на потегот од пристаништето до Канео. Петарди не, безбедност пред се, превентивни активности на Министерството за внатрешни работи во училиштата во државава. На 21 декември на подрачјата на сите сектори за внатрешни работи во државава беа реализирани низа превентивни активности, првенствено фокусирани на учениците, со цел да се спречи употребата на пиротехнички средства во пресред и за време на престојните празници, информираат од Министерството за внатрешни работи. На предавањата посебно беше нагласен ризикот од употреба на пиротехнички средства по здравието на луѓето, пред се од повреди на рацете, очите и другите делови на телото. Покрај ова, учениците поблиску беа запознаени и со законските импликации од набавување, продажба и од активирање на петарди и други пиротехнички средства. Тие беа информирани дека продажбата и активирањето на вакви пиротехнички средства покрај прекршочно може да се санкционира и со кривични пријави, зависно од околностите и крајните последици. Вакви предавања беа одржани и на подрачјето на СВР Охрид во средните училишта Нико Нестор и Ибраим Темо во Струга, на кои присуствуваа околу 400 ученици, информираат од МВР. Денеска Интернационалната полициска асоциација регион Охрид реализираше хуманитарна акција наменета за социјално загрозени семејства од Струга. Топли оброци, подготвени со многу љубов, денеска беа поделени на повеќе семејства во социјален ризик во Струга. Оброците беа поделени во просториите на Црвениот крст, а на дел од семејствата волонтерите им ги доставија во нивните домови. Хуманитарната акција, како дел од програмските цели и определби на Интернационалната полициска асоциација, е иницијатива од секцијата на жени при ИПА Охрид, а беше реализирана во соработка со Весна Миленковска од хуманата иницијатива Сготви и подари од Охрид со Црвен крст и Центарот Солферино Струга. Целта на заедничката акција е поттикнување на солидарноста како и подигнување на јавната и општествената свест за донирање на храна на оние семејства на кои им е најпотребна и кои немаат доволно средства да обезбедат редовни дневни оброци, вели председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски. Храната е основно човеково право и затоа сите заедно треба да создаваме можности за редовно донирање на храна за одредени наши сограѓани и барем малку да придонесеме да имаат подобар живот, порачуваат од ИПА Охрид и изразуваат благодарност до сите кои беа дел од оваа хуманитарна активност.
Државното првенство во шах за основни училишта се одржа во Охрид. Ова е последно првенство во 2023 година, велат од Федерацијата на училишни спортови на Македонија. Денеска во основното училиште Свети Климент Охридски се одржа државниот надпревар по шах во организација на Федерацијата на училишни спортови на Македонија. Во надпреварувачкиот дел учествуваат 95 шахисти од земјава. На отварањето на настанот во име на градоначалникот Кирил Пецаков присутните ги поздрави раководителот на секторот за образование и култура при општина Охрид Димитар Спасески. Денес меѓу нас се најголемите умови од земјава затоа што шахот е вежба за мозокот и игра на исклучително паметни луѓе со висок коефициент на интелигенција и умствена дарба. Овој спорт е стар повеќе од 2000 години и уште е наречен игра на големите умови. Јас сум сигурен дека на денешниот настан присуствуваат спортски судии, теоретичари и велемајстори во шаховските вештини. Секако посакувам да победи најпаметниот во најпаметните, кажа Спасески. На настанот се обратија и председателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија и директорот на основното училиште Свети Климент Охридски Јордан Пуроски. Ова е последното првенство во 2023 година. Во последното издание на емисијата Прашалник за оваа година, гости на колешката Сонја Рилковска се три успешни жени охриѓанки. Мери Бајрамовска, мејкап артистка, Сања Бачевски, дипломиран инженер по хортикултура и Павлина Шикалеска, изработувачка на филигран. Останете со ТВМ и погледнете го најновото издание на Прашалник веднаш по првото издание на Дневникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Чешката полиција идентификувала 13 од 14 жртви во вчерашното пукање на факултетот во Прага. Уште 25 лица се повредени, од кои 10 се наоѓаат во критична состојба, соопштил министерот за внатрешни работи на Чешка. Убиен е и напаѓачот, 24 годишен студент кој легално го поседувал огненото оружје и немал кривично досие. Полицијата се сомнева дека можеби тој е одговорен и за убиството на маж и бебе на крајот на минатата недела. Полицијата објавила дека се преземени превентивни мерки на предпазливост ширум Чешка, кои посебно се насочени кон училиштата, болниците, културните и спортските манифестации. Чешката полиција соопштила дека таткото на осомничениот за пукањето претходно во четвртокот е пронајден мртов. Граѓаните веќе собрале 2,5 милиони круни за помош на семејствата на убиените и повредените. Чешката влада сабота 23 декември го прогласи за ден на жалост. Полицијата во Србија ги идентификува и пронајде тинејџерите 14 и 15 годишници од Белград за кои се сомнева дека по пат на гейминг платформа го нарачувале пуштањето пораки за наводно поставени бомби. Според првичните информации, полицијата се сомнева дека малолетниците од Белград во специјално креирана група на таа гейминг платформа барале од други малолетни лица кои претходно во полициската акција биле идентификувани како испраќачи на повеќе од 80 електронски пораки за наводно поставување експлозивни направи во образовните и другите институции на територијата на Србија и во регионот, да испраќаат закани, а во исто време на платформата разменувале искуства за начините за заштита на анонимноста на интернет. Против малолетниците во редовна постапка е поднесена кривична пријава поради сомнение дека сториле кривично дело предизвикување паника и неред, а против нивните родители ќе биде поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетно лице, се наведува во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Србија. Маж облечен во костум на Дедо Мраз загинал при пад од балкон од 24-тиот кат на зграда во Русија. На Телеграм каналот објавена е снимка како човек облечен како Дедо Мраз се качува преку балкон на повеќе катница, држејќи се за јаже, но во еден момент почнал да се спушта и да паѓа, пренесува агенцијата РИА Новости. На несреќата биле сведоци и деца и возрастни, кои биле собрани во дворот на зградата каде што Дедо Мразот требало да се спушти на детска забава. Во тек е утврдување на сите околности на овој инцидент. Една жена загина, а две се полесно повредени при пат на новогодишна елка во градот Оуден Арде во Белгија, потврдиле тамошните власти. Белгиските медиуми објавија снимки од безбедносните камери на кои се гледа како 20-метарската елка накитена и осветлена полека се навалува пред да падне покрај локалниот Божиќен базар. Портпаролот на провинцијскиот обвинител изјавил дека истрагата се фокусира на тоа дали елката било безбедно поставена и дали временските прилики имале влијание за падот на елката,
бидејќи бурата Пија помина и низ западна Белгија. Локалните белгиски медиуми јавуваат дека имало проблеми со стабилноста на божикното дрво уште при поставувањето, кое било криво и требало да биде поправено од страна на властите. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!